Двете екипи, реков, без оглед што ги завршија своите настапи во европските купови, не разочара, се представија во одлично светло, особено Металург кој, барем според извештаите што пристигна од Бугарија, само поради тенденциозното судење не успеа да продолжи понатаму. Меѓутоа да видиме, еве нова шанса, имаше контакт, има пенал. Ќе има пенал, падна Сали, ќе забележиме четвртата минута. Имаше контакт, стартуваше, ако добро забележав, Драговиќ. Даден е знак и да видиме, има гол, одлично пласиран овој удар. Со голот на капитенот Неби Мустафи, Шкендија го отвора резултатот, поведува со 1:0. Ќе забележиме на почетокот на 6-та минута. Отиде премногу десно Мустафи и натаму. Имали сега можност Хасани да упати удар. Хасани кон Цуцули. Успева да стигне Цуцули. Да не дозволи топката излезе надвор од теренот и веднаш направа. Прекрасен удар и 2:0. Се е готово на овој надпревар. Шкендија дефинитивно со ова водство е многу блиску, ако не и веќе со освоен трофеј. 84-та минута. Еве уште еднаш таа комбинација. Се помалку време за екипата на Металург. Во финишот доаѓаат во 2-3 ситуации. Повторно Бажи Илиоски, има ли прекршок? Така е. Прекрасна позиција од која ќе може директно од слободен удар да се загрози противничкиот гол. А да видиме Стевановиќ. Тука кај топката и Илиоски. Тргнува Стевановиќ, бие прекрасен удар на Стевановиќ, 2:1. Токму во оној агол што го штитеше Вели со живиот зид. 3 дополнителни. Фудбалерите на Шкендија, барем за момент. Мемеди, повторно диагонала во 16-сетникот. Има Илиоски можност, ја прифати оваа топка и да видиме, нема, сепак офсайд. Сепак атакува со повеќе сили токму во финишот на надпреварот. Требаше да се изврши притисок уште на почетокот на второто полувреме, но и натаму се е отворено, да видиме. Има овде контакт, меѓутоа Бажи Илиоски е на теренот, реагира Кралевски барајќи најстрога казна поради офсайд. Сега ситуација од која фудбалерите на Металург бара најстрога казна, но реков дали премногу доцна тргнаа фудбалерите на Металург да се обидат да ја достигнат негативата од 2 гола. Во овој момент крај на надпреварот. Шкендија е првиот победник на надпреварот Суперкупот на Македонија. Не би околу предавањето за Ќатип Османи, преодниот, односно пехарот во трајна собственост и секако големиот пехар кој една година ќе ги краси витрините на лигашот од Тетово за капитенот Ќатип Османи. Односно Неби Мустафи, простете. Еве го тој завршен миг, како што доликува на еден завршен надпревар од минатата сезона или надпревар кој го најавува почетокот на новата сезона. Уште еднаш честитки за екипата на Шкендија за освоениот Суперкуп.